Добар криптоентузијасти, втора проба на ова видео, значи после половина час едноставно лаптопот одлучи дека нема потреба од интернет и едноставно ги направи целосен disable на Wi-Fi, не можев никако да го уклучам, така да значи ова е втора верзија на ова видео. За жал, првата после половина час престана. Како и да е, значи почнуваме од почеток, сега тоа е тоа што да правиме, значи нели како и секогаш поентата е да биде направено видеото. Продолжуваме со алткоин недела во која што веќе го обработивме Aether ATH, тоа беше пред 2 дена. Вчера би напоменал да го погледнете видеото, значи имаме шорт видео на нашиот канал каде што буквално разговаравме за, само да го покажеме тој дел, да знаете што барате. Односно тоа беше лайв вчера, значи погледнете го овој лайв, ова е краток лайв од 30 минути каде што разговарав за оно што го очекуваме во текот на утрешниот ден, затоа што во текот на утрешниот ден имаме практично изјава на Джером Пауел, кој што е нормално чеермен на Федералната резерва. Тоа е во Джексон Хол, каде што се одржува економски симпозиум од денес па до сабота. Во текот на утрешниот ден, негде околу поручек, очекувам дека ќе го добиеме и овој говор од Джером Пауел. Очекувајте дека ќе има и други луѓе кои ќе зборуваат, така да овие 3 дена дефинитивно очекуваме нестабилност на пазарот. Што поточно погледнете го видео каде што детално објаснуваме. Сега, во однос на денешното видео, како што кажеме, ќе разговараме за PancakeSwap, односно Cake токенот. Како и вообичаено, прво ќе објасниме како стигнавме до нели овој PancakeSwap да биде објаснет. Значи на најдемократски начин, како и секогаш, значи даваме прво на нашиот канал, како и во овие моменти. Значи пост како овој најчесто со некој, да речеме, алткоин постер или така нешто, каде што даваме на вас вие да одберете, нели, да ни дадете предлог кои алткоини би сакале да ги обработиме на нашиот канал. И нормално од овие ќе обереме кои се најдобрите 4, кои што потоа нормално ќе ги ставиме во овој блок, како што овој моментално, и вие гласате за редоследот во кој што овие коини ќе бидат направени. Значи од последниот, да речем, блок кој што е останат, моментално останува да ги обработиме овие 4 токени во текот на ова алткоин недела. Тоа е PancakeSwap, Alephium, Mantra и IOTEX. На тоа и моментално работиме. Кога ќе ги завршиме овие 4 токени, ќе продолжиме понатаму со нормална работа. Значи до тогаш ќе биде ова алткоин недела. Сега, значи тоа е како го правиме, нормално, значи вие практично ни помагате да одлучиме што ќе правиме, а што е поентата на сето ова и зошто го правиме. Сите оние кои што се нови на нашиот канал, погледнете го во видео на врвот самиот канал, каде што детално ќе ви биде објаснето што се има на овој канал и како може да го најдете, затоа што имаме повеќе од 1100 видеа, така да е доста голем материјал. А што уствари работи моментално, алткоин недела е дел од нашата анализа на коини и токени, така речено дејност. Значи имаме различни плейлисти со различни дејности кои што ги работиме на нашиот канал, каде што моментално работиме на анализа на коини и токени. Моментално имам работено повеќе од 85 значи анализи на коини и токени, засебни проекти, повеќе од половина, некогаш дури и до 1 час, каде што во детали објаснуваме што се треба да знаете за одреден проект. Така да, мој совет, доколку имате некој проект кој што ви интересира, погледнете го прво овој видео, затоа што поентата е да направиме директорија на сите овие различни проекти кои што ги обработуваме прво на нашиот канал на македонски јазик, а нормално потоа ако вие одлучите дека сакате да го надградите вашето истражување и да инвестирате во овие проекти, тоа останува на вас. Значи ова не е финансиски совет, ова е само да дадеме на македонскиот народ една така речено, пак ќе кажам, директорија каде што ќе може да видат се што е потребно да знаат основно за еден од овие коини. Така да уште еднаш, главната цел беше да стигнеме до 100, скоро сме таму, значи ќе ги изборам уште еднаш, баш ме интересира до каде сме стигнати. Има доста големи цели кои што моментално ќе ги преминеме. Една е ова, значи ова беше идејата да стигнеме барем до 100, а понатаму нели продолжуваме со други проекти, но како и да е ова една многу битна, ако мене прашувате, значи лично доказ за нашата напорна работа. Сега, како правиме анализа, значи тоа е буквално преку овие 6 групи на прашања кои што треба да ги одговориме со цел да дадеме една целосна слика за овој проект. На првото видео од оваа плейлиста буквално покажуваме пробно за Ethereum како се прави оваа анализа. Значи тоа е така речено како водилка за да имате идеја како вие сами да направите анализа на одреден коин и токен. Сега, нормално како што кажав денеска разговараме за значи за PancakeSwap Cake, кој што матично е, како и секогаш, тоа е првата работа која што треба да објасниме, која е неговата апликација, која е неговата практична примена, дали има проекти од реалниот свет кои што може да го заменат и кои што му се конкуренција од криптосветот. Значи неговата основна цел е децентрализирана менувачница, односно DEX.
Тоа е една од најголемите децентрализирани менувачници и е базирана на BNB блокчейнот. Сега, во однос на топ децентрализирани менувачници по market cap, можеме да видиме дека истиот е доста доле, би рекол. Значи имате ситуација во која што најголемиот е Uniswap, знаете и сами, тоа е постојано, на Ethereum со 5,2 милиарди, додека се наоѓа на 6-то место со скромни 451 милион, но пак за тоа му дава многу поголем потенцијал за профит. Како што постојано зборуваме, значи на Uniswap му е потребно да дуплира од 5,2 до 10,4 милиарди за да добие 100% на неговата цена, додека за разлика од тоа на PancakeSwap се потребни само така речено 500 милиони, се разбираме, значи е доста по-потенцијален во однос на профит, но не заборавајте дека па тоа го прави и по-ризичен, затоа што колку е поголем маркет капот, толку повеќе луѓе имаат инвестирано и многу потешко паѓа односно расте цената. Така да во оваа ситуација пак ќе напоменам, значи мора да најдете баланс помеѓу ризикот за потенцијална поголема заработка и ризикот за посигурен проект во однос на маркет кап и нормално распространетост. Сега, да не забораваме дека истиот спаѓа и во DeFi сферата, значи знаете сите дексови се дел од децентрализирани финансии, но нема да навлегуваме премногу затоа што овде има премногу проекти кои што се дел од DeFi сферата и нормално истиот гледаме дека се наоѓа доста доле. Така да во оваа причина значи нема ни потреба нешто многу повеќе да зборуваме, затоа што сега ќе напоменам, значи станува збор за многу голема сфера, само сакав да напоменам дека истиот е дел од таа сфера. Сега ќе се задржиме на тоа каде се наоѓа и колку е голема оваа децентрализирана менувачница. Значи, прво да го одговориме второто прашање, дали има апликации од реалниот свет? Не. Значи, не постојат апликации од реалниот свет кои што може да вршат децентрализиран начин на така речено замена, своп и така натаму на коини. Тоа може да го прават само децентрализирани менувачници директно на блокчейн технологијата. Така. Со тоа што погледнете сега, ако го поставиме по волумен, ова е значи DAppRadar, значи една доста добра страна која што ви дава многу различен тип на, пак ќе кажам, децентрализиран начин на следење на сите овие проекти. Значи овдека ние имаме селектирано да ни ги даде практично сите дексови кои што се наоѓаат на BNB. Со тоа што гледаме дека буквално на прво место без ниту трошка, значи опција за некој да биде во нејзина конкуренција, се наоѓа PancakeSwap. Со тоа што имаме две верзии, значи само што влегува во верзија 3, затоа имаме капитал на верзија 2 кој што постепено се префрла на верзија 3 како излегува од сопствените позиции. Со тоа што можеме да видиме дека заедно истите има негде околу скоро 1 милиарда трейдинг волјум, така. За разлика од тоа следниот по големина е 98 милиони, тоа ви кажува дека е 10 пати поголем од втората по големина децентрализирана менувачница на BNB, што значи дека на вистина е најголемата на BNB, а знаеме дека Binance Blockchain е втор по големина по market cap, а нормално еден од најголемите кога станува збор за екосистем. Што значи дека ако бидете најголем на Binance, тоа воопште не е лоша позиција да бидеме реални, како и кога би погледнале на DeFi Llama, која што ни дава значи трейдинг волјум во последните 7 дена, значи неизненадувачки можеме да видиме дека води на према Орка да речем кој што е на Solana со 600 милиони. Значи моментално PancakeSwap кој што има поддржаност не само за Binance, значи ќе погледнеме и тоа сега ќе го разговараме, значи има 4 милиарди во последните 7 дена трейдинг волјум, што е половина од Uniswap, но сепак е доста импресивна, да речем доста импресивно достигнување, затоа што гледаме дека само овие три менувачници, од кои нормално Орка се занимава исклучиво со трейдање на меми коини, така да нели заборавате во тоа. Значи овие три на некој начин би рекол две се единствените кои што навистина имаат голем трейдинг волјум и кои што навистина покажуваат дека луѓето ги користат. Значи колку поголем трейдинг волјум, толку повеќе се користи една менувачница. Сега, во однос со тоа, дали самиот PancakeSwap има свој блокчейн? Не, значи тоа е едно многу битно прашање кој што треба да одговориме од токеномија. Значи не очекувајте ова да го одговараме поред, затоа што многу од овие проекти се различно комплицирани, затоа ги одговараме како ќе стигнеме овие прашања. Значи тип на блокчейн истиот е апликација, така да нема свој блокчейн и моментално се наоѓа на Binance, на BNB блокчейнот како апликација, како што кажавме, како најголемата децентрализирана менувачница. Така да во оваа ситуација, значи истиот е нормално поврзани со други блокчейни, но матично се наоѓа на BNB Smart Chain. И истиот апликација има свој BRC20 токен кој што е Cake токен. Тоа е во однос на самиот чейн, значи нема нешто многу да се објаснува, нема поента да навлегуваме.
Понатаму ќе разговараме за токеномија, но блокчейн сам по себе, како што кажав, е апликација на BNB. Сега, поентата на секоја од овие, да речем, децентрализирани минувачици е колку опции, какви опции ќе понуди, како и каков фи. Моментално со нивното наградување од верзија 2 во верзија 3 ги подобрија физ во однос на тргување на PancakeSwap. Сега, знаете дека физ се доста флуктуирачки, зависи што тргувате, зависи каде тргувате, затоа ќе се задржиме многу повеќе на апликациите. Што се можете да направите на PancakeSwap? Значи, уште еднаш, не заборавајте дека за почеток основата на секоја децентрализирана минувачица е буквално swap. Значи, истите прават swap на едни во други токени, првенствено на матичниот BNB. Значи, можеме да погледнеме овде. Значи, буквално, во однос на тоа на кој чейн моментално се наоѓате, затоа што истата е застапена и на Ethereum и на Layer 2-ките на Ethereum, значи овде можеме да погледнеме. Значи, моментално има застапено за 3 Layer 1, а тоа е BNB, Ethereum и Aptos. И гледаме дека има застапеност за многу Layer 2 на Ethereum. Значи дека има доста голем пазар кога станува збор за тргување на една децентрализирана менувачица. Сега во однос на тоа на кој чейн се наоѓате, значи и различен тип на swap може да правите. Значи дека моментално на BNB нас ќе ни ги даде сите коини и токени кои што се наоѓаат на BNB чейнот, кои што се поддржани на PancakeSwap децентрализираната менувачица, кои што може да ги заменувате од едни во други. На децентрализиран начин со тоа што вие не ги депонирате, туку ги менувате директно од вашиот новчаник. Во однос на новчаници гледаме дека на вистина има доста голема количина на новчаници кои се поддржани кога станува збор за користење на оваа децентрализирана менувачица и како што кажав, значи доколку го смениме овдека блокчейнот ќе ни даде други токени, кои што се достапни на тој блокчейн. Со тоа што значи не заборавајте дека значи морате да бидете предпазливи кога го одбирате чейнот со цел нели да го најдете токенот кој што ви е потребен, па дури и Layer 2-ките. Значи и Layer 2-ките кога ги бирате ќе ви даде други опции. Значи имајте го тоа предвид, затоа што овде гледате повторно стои Ethereum затоа што е матично на Ethereum, но ви дава други опции на коини и токени. Така да на вистина обрнете детално внимание пред да правите било каков тип на користење на децентрализирани менувачици, затоа што се доста комплицирани. Значи морате да бидете сигурни дека знаете што правите, погледнете соодветни да речам соодветни туторијали пред да го направите ова. Дополнително PancakeSwap поседува и Bridge, односно вие може Cake токените да ги преместите на сите овие коини и на така речено пак токени како за Layer 2. Значи можете од BNB да го преместите на Polygon, од Polygon на било што друго. Значи дека самата PancakeSwap поседува Bridge кој што може да го користите за да го пренесувате Cake токенот на оној блокчейн кој што ви е потребно. Пак ќе кажам, бидете екстремно внимателни затоа што преместување на различен блокчейн може да значи многу поголеми физ, како што е на пример Ethereum, така да бидете екстремно предпазливи каде ги користите вашите Cake токени. Следна битна работа како и секоја децентрализирана менувачица се самите фарми, liquidity mining фарми, каде што повторно во однос на тоа на кој блокчейн се наоѓаат имате различни типови на фарми. Значи овдека само треба да го промените блокчейнот на да речеме Ethereum и ќе ви даде други фарми кои се достапни на Ethereum. Со тоа што кога правите liquidity providing, добивате и Cake токени. Значи вие добивате награда, но дополнително добивате и Cake токени како награда за тоа што добивате, значи давате liquidity на овие пулови. Значи за да не должиме премногу како се тоа се прави, ние имаме објаснето во посебно видео каде што зборувавме за liquidity mining. Овие видеа ти ги оставиме нормално во дескрипција, значи едно од тие видеа ќе биде ставено во дескрипција, тоа се две видеа, а тоа се Automated Market Makers и арбитражно тргување. Јас ќе го ставам Automated Market Makers како предлог во ова видео на крајот, а истото ќе ве одведе до арбитражно тргување како второ видео кој што се наоѓа во напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, каде што објаснуваме детално што истото представува и како вие практично добивате профит од тоа што давате ликвидити на овие различни пулови на различни коини. Значи нема да налегуваме премногу, може да видите овдека колку да речем годишно добивате профит од инвестицијата која што ќе инвестирате, но не заборавајте дека овдека има слипич и такви некои други битни ствари кои што нема да налегуваме премногу. Пак ќе кажам, погледнете го овие две видеа каде што детално објаснуваме околу тој дел. Значи тоа е, пак ќе кажам, една од најбитните работи, значи има доста луѓе кои што се занимаваат со liquidity providing, односно со yield mining. Исто, значи како што знаете и сами, тоа е и самиот Филип, кој што е, нели,
да речем, пријател на каналот, има свој англиски канал кој што се занимава исклучиво со yield mining, така да ако ви интересира, погледнете и кај него. Една интересна работа која што ја најдов, која што не сум видела ниту една друга менувачица е лотарија. Значи има лотарија каде што буквално сега не знам на колку време е. Само пред 20 минути заврши претходната лотарија, значи прилика околу 11 часа или 11 или 12, не знам колку. Значи, еве колку е моментално наградата за лотарија на PancakeSwap, каде што може да купите тикети, каде што еден тикет бе кошта негде околу 2,73 кейк и на крајот еве, значи кога ќе заврши лотаријата, еве ти имате овдека значи countdown, кога истата ќе заврши, значи ќе добиете броеви доколку сте извлечени на вашиот wallet ќе бидат практично дадени овие значи оваа количина на кейк. Интересно, знам дека не е нешто посебно, но е нешто што сакам да споделам, доста интересно, морам да признам, значи досега имаат направено неверојатно 1364 лотари, значи на секој 12 часа како што можам да видам, но е нешто ново. Знаете како, значи овие апликации бараат нови интересни ствари со цел нели да привлече што може повеќе диџенс кога станува збор за DeFi. Сега, значи други опции кои што ги имаат е стейкинг, значи може да правите директно стейкинг на самата PancakeSwap на различни блокчейни, како што можеме да видиме, со тоа што стейкинг овдека е малку смешен, значи ако гледате дека директно simple staking, значи ова е како liquid staking на 90 дена е негде околу смешни 0,019%, значи нема логика да го заклучувате. Но додека пак да речеме има и некои коини како што е на пример Polkadot моментално кој што дава 9,3% на 90 дена, што не е лошо воопште за годишно ниво. Но нели пак ќе кажам че ова е simple staking кој што може да го направите директно од вашиот новчаник. Сега не заборавајте дека во однос со тоа на кој значи окей, не знаев. Значи simple staking е достапен само на BNB. Мислам дека има и на другите блокчейни, но очигледно го држат на самиот BNB. Сега веќе имате cake staking, тоа е различно за разлика од simple staking, со тоа што ова е слично на волтот на BNB. Односно вие може да заклучите да речеме одредена количина на кейк, еве 200, и во оваа ситуација вие практично добивате одредена награда. Само да видам колку е таа награда, значи негдека сега овдека после се откако ќе се пресмете 2,5% на годишно ниво, а во исто време добивате и значи тоа се оние liquid staking токени VCake. Значи ова е битно, зашто? Затоа што гледаме дека и самиот PancakeSwap се обидува да го интегрира liquid staking, со тоа што VCake токените понатаму, погледнете и сами, се достапни на различни блокчейни, само да видам каде беа, еве овде. Значи погледнете, VCake токените сега како ќе се користат, не знам, останува да видиме, но сега за сега гледате дека ова е, како што може да видите и сами, Ethereum. Таму моментално имаме liquid staking преку Eglayer, така, каде што вие добивате токени кои што ги добивате во замена за она што сте го ставиле на стейк, а потоа истите тие второстепени токени како VCake може да ги користите на различни коини, на различни блокчейни, во оваа ситуација Arbitrum, Ethereum и zk Sync, за да направите практично второстепено нешто, дали ќе биде колатерал, дали ќе биде стейкинг повторно, дали ќе биде не знам трейдинг, што сакате можете да направите, практично тие токени да ги искористите второстепено. Така да тоа е доста интересно, се уште гледам дека не е реализирано, верувам дека за практично да ги добиете овие VCake токени, потоа треба да ги трансферирате на друга мрежа и така натаму, нема да навлегувам, ако сте заинтересирани нормално ќе си погледнете сами. Тоа овдека беа за 6 месеци, значи еве како изгледа кога станува збор за долгорочно, значи на една година ако ги заклучите вашите коини, добивате негде околу 5% и на 4 години 20% APR. Тоа е во однос со cake staking, како што кажав, многу слично на BNB Vault. Сега овде имате уште една интересна работа која што се нарекува Syrup Pool. Што истата представува? Ова ако мене ја прашувате е исто така многу слично на BNB Launch платформата, каде што вие практично на некој начин во оваа ситуација самата PancakeSwap прави реклама на овие коини токени би рекол, каде што вие може да ставите ваши cake токени, а да добивате PP или iTech. Значи, верувам дека има различни, гледаме, ако кликнеме на Finish, можеме да видиме дека имало доста различни типови на токени кои што сме можеле да ги добиеме доколку ставиме практично нели своји кейк токени, со тоа што сега овдека пишува. Значи, ако отидете во детали, ви пишува за 7 дена ќе добиете 1,43, не заборавајте овдека има и значи уште 7 дена истиот трае, додека овој трае уште 52 за некои си iTech токени, каде што добивате 1% награда на годишно, значи нема биде награда 1% после 52 дена, туку ќе биде 1% во однос на оваа година, така речено, значи тоа ќе биде 1/12 од 1%, кога ќе завршат овие така речено 52 дена.
Значи, то 2.12 се извинувам, затоа што е оприлика 60 дена. Сега, тоа е значи како моментално функционира овие сируп. Значи, кажат има доста интересни начини како можете вашите кейк токени или пак liquidity pool да ги користите на оваа платформа. Не заборавајте дека ги користите децентрализирано, значи вие практично не ги користите директно, не ги депонирате, туку ги користите директно од вашиот новчаник, значи MetaMask или што и да имате. Да, ова е исто нешто интересно што досега не сум го видел. Значи PancakeSwap има и свој да речем бетинг дел, верувале или не, на Arbitrum. Значи моментално на Arbitrum мрежата и тоа од 27 јуни, че ова е доста ново. Гледаме дека функционира. Има бетинг механизам. Бетинг механизамот е за BNB во однос на USD, дали истиот ќе се движи нагоре или надолу. Со тоа што овде ќе имате колку ќе добиете награда, значи во однос на она што ќе го инвестирате нормално. Сега овде веќе не може да влезе затоа што ова е почнато, значи има уште 3 минути и 42 секунди додека истото заврши. Во однос на тоа каква ќе биде цената, дали истото ќе се придвижи нагоре или надолу, и овде ќе имате значи колку е коефициентот кој што ќе го добиете доколку сте погодиле. Значи овде дека например јас можам да кликнам Enter Down, можам да ставам колку сакам да инвестирам, значи од моето портфолио и во однос на тоа, значи јас ќе добијам да речем 1,09 награда или пак 11,8 ако отиде нагоре овој коин. Значи ова е доста многу, но пак ќе кажам че ова е кладење. Не заборавајте, значи ова не е нешто што би го препорачал дефинитивно, но е повторно нешто што е ново што не сме го виделе на други апликации на пример. Сега, истиот има и NFT Marketplace, кој што се нормално матично на BNB. Значи, ќе провериме дали има на другите. Не. Значи, исто и NFT, како и практично Simple Staking, се наоѓаат само на BNB блокчейнот. Гледаме дека ова се матично игри кои што се наоѓаат на BNB, каде што може да купувате се што има, да речем, во овие игри, како айтеми или пак аватари и така натаму, може да ги купите на овој NFT Marketplace, како што можеме да видиме. Сега дополнително имаат уште една интересна работа, а тоа е имаат и игри кои што се директно поврзани со PancakeSwap. И тоа дури имаат и своја игра, како што можев да видам, овдека се нарекува Pancake Protectors, што и да е, но Tower Defense. Погледнете, значи истата е достапна од октомври претходната година. Има неколку игри кои што се директно поврзани со самата PancakeSwap и тоа дури видов и вести со кои што истите ќе се обидат овој, да речем, предел од самиот PancakeSwap да го прошират. Така да, зошто да не? Знаете како, кога имате опции, јас би, нели, тоа е супер кога гледаме дека навистина се трудат. Значи пак не заборавајте дека се тоа што го гледате како опции покажува дека навистина се трудат кога станува збор за самата апликација, за развој на истата. Сега, до сега што имаме направено, гледаме дека навистина се напредува во однос на развојот на самиот PancakeSwap, добие 450.000 Arbitrum како грант за развој и тоа гледаме дека моментално се работуваат со Arbitrum доста многу. Се очекува V4 наскоро, затоа ќе поразговараме во вести. Значи гледате сега како се напредува од V2 во V3 во V4 се напредува во однос на fees и во однос на нови, да речем, во оваа ситуација опции кои што претходно ги немало на новата платформа. Дополнително гледате, значи cross-chain vCake expansion, оно што го зборувавме, каде што вие правите практично заклучување на вашите cake токени, добивате vCake како liquid staking токени. Значи cross-chain expansion значи дека истите ќе бидат корисни, како што видовме на ZK Sync, на Arbitrum и на Ethereum. Сега очигледно се уште не се, значи според ова што можеме да го видиме овдека, наскоро да речем се надевам дека ќе бидат Gaming Marketplace Expansion, како што покажавме, значи тоа е практично верувам дека е поврзано со NFT и со оние игри кои што моментално ги видовме. Значи имате доста работи кои што гледаме дека активно ги работат во третата четвртина во која што моментално се наоѓаме од 2024 година. Така да станува збор за активен проект. Значи колку повеќе активности гледаме, колку повеќе вести, соработки, толку подобро, значи станува збор за активен проект. Тоа ни е потребно, активни проекти. Ево, значи V3 беше официјално, гледаме и сами во 6 март, сега тоа е 6 март 200. Да видиме кога официјално било, добро, не е ни битно, како и да е, значи во април се извинувам, официјално е пуштена верзијата 3 на PancakeSwap. Со тоа што истите дури си пуштиле да частат за верзијата 3, значи пуштиле грант од $100,000 во Cake токени, кој што е даден како награда на оние кои што даваат ликвидити на пуловите, тоа на посебни пулови, гледаме и сами значи на кои пулови требало во тој момент, само што ова е завршено, нели, до така да во текот на април било завршено и сега имаме нешто ново кој што сакам да споделам, ама и тоа е за жал завршено, значи сме промашиле, малку сме касно.
Значи, четвртата верзија е во текот на оваа четвртина, се очекува да биде лансирана во 2024 година, значи негде до крајот, да се надеваме. Сега, како тоа ќе изгледа, останува да видиме, само сакам да најавам дека навистина работат на својот roadmap, работат на напредок на овој токен. И исто така, значи, ZK Sync е, знаете, Layer 2 на Ethereum, каде што гледаме дека има доста соработка, значи Layer 2-ките гледаме дека навистина соработуваат со PancakeSwap, каде што 2,4 милиони ZK токени беа распоредени како airdrop, но проблемот е што овој airdrop е завршен до 5 август, значи сме го промашиле за некои 17 дена. Како и да е, сакам да кажам дека ваквите соработки се доста битни, затоа што помагаат на овие два протоколи да почнат да комуницираат едни со други, да почнат да соработуваат. Во однос на техничка анализа, она што можеме да го кажеме е дека ако погледнеме на месечно ниво, истиот се наоѓа многу слично на сите оние коини кои што сега сме ги анализирале, односно буквално копија, ако погледнете овдека, значи во октомври, како што ќе покажеме ако се сеќавате последните две видеа за техничка анализа на алткоини, почна така речено првиот момент на опоравување на алткоините. Во март истиот заврши, ево, значи копија гледаме и овдека, каде што моментално исто како АДА, исто како DOT цената се врати буквално на времето од октомври и имаше шанса за многу од луѓето да си купат на многу поевтина верзија Cake токени. Сега знаете дека јас сум инвестирам во Uniswap, значи моментално не гледам поента да инвестирам и во PancakeSwap, затоа што пак ќе кажам, значи од децентрализирани и од DeFi имаме доволно сега за сега. Понатаму ќе видиме дали сакаме да надградиме нашата позиција, значи навистина Cake токените се многу солидни, пак ќе кажам нивниот мал маркет кап навистина ги прави да речам во оваа ситуација доста примамливи, но јас си понатаму останувам со Uniswap, значи погледнете го за Uniswap видеото и ќе ви стане јасно зошто. Станува збор за апсолутен шампион во децентрализирани минувачници, тоест значи безприкосновен. А знаеме дека Ethereum моментално како екосистем е во голем подем. Така да нема да навлегуваме премногу тоа, пак ќе кажем, че солиден е проектот, солиден е токенот, но искрено јас нема да навлегувам во него, барем не во овој период, понатаму ако видиме нешто интересно, зошто да не. На месечно ниво истиот се уште не успеал да пробие над Bull Market Support Band. Че предходно сме успеале, но за жал овој оби бил неуспешен и потоа се враќаме под Bull Market Support Band, значи дека за овој коин се уште не ни почнал Bull Marketот. Значи погледнете, предходниот врв на Bull Market бил негде каде што RSI бил, еве да погледнеме, 58. Вредноста на RSI моментално е 47. Значи дека овој коин се уште не ни почнал да се движи во Bull Market, како што веќе многу пати кажавме, и на неделно ниво дури имаме и многу подобра реализација на тоа. Значи буквално после обидот да се задржиме над Bull Market Support Band-от, гледаме дека се придвижува цената под истиот. За жал, повторна промена на средните вредности на Market Cipher и допирање на долната граница на Bollinger Band-от. Но овдека имаме локално дно, имаме придвижување на MACD до минус 60, каде што најчесто се прави практично промената за придвижување нагоре. Гледаме дека веќе е почната, значи имаме зелена точка која што ни покажува дека сигналата поминаа над базичната линија и гледаме многу ниски вредности на сток RSI кој што е 23 и RSI кој што е 42. Значи имаат уште многу голем потенцијал за движење нагоре. Доправа ќе видиме пробивање и на Bull Market Support Band-от и на средните вредности на Market Cipher и на ова локално ниво кое што е Dead Cat Bounce-от од 2022 година, пред конечно да можеме да продолжиме нагоре во следниот Bull Market. Станува збор за нов проект, реално правиме овој од 2021, не е стар, но добро е тоа што неговата технологија е сосема солидна. Ова е уште една работа за пофолба, морам да напоменам. Значи изгледа дека vesting schedule на овој коин е завршен. Ќе покажеме зошто. Моментално она што мораме да го забележиме е дека истиот има 450 милиарди max supply, тоест извинувам, милиони. Да, милиони max supply, а моментално во циркулација има 383 милиони 378 илјади токени, тоа е тоталната, но во циркулација имаме само 248.000. Зошто е тоа така? Затоа што има еден импресивен burn механизам кој што мора да го спомнеме, а тоа е, погледнете сами, значи ова е на нивниот white paper, значи го извадив затоа што е доста добро објаснето. Значи сега малку е мало, но може да го најдете во поголема верзија, само да видам, може да го отворам во поголема верзија вака за да може да го видите јасно. Значи ова е во нивниот white paper, каде што вели: на секој блок се ослободуваат 40 Cake токени. Со тоа што во секој од овие 40 Cake токени, погледнете, значи кој што во 2020 година, кога истиот овој проект почнувал, значи имал burn од 50% од Cake токените на секој блок, значи гледаме дека во секој блок имаме 40 токени изминтано, од каде што 10 токени одат на лотаријата,
а 10 токени одат во така речено zero pools, она е, значи ги видовте практично оние ситуации во кои што ги ставате своите кейк токени за да минтате нови токени од некои други блокчейни и 20 од овие одат во се горат, значи се вадат од циркулација. Со тоа што како се движиме понатаму, гледаме дека овој процент растел за во 2023 година 18 декември, последниот овој, да речеме оваа листа на Burn, да стигне до 96,6%. Значи поголемиот дел од токените кои што моментално се минтаат одат во Burn. Се разбираме? Каде што моментално неверојатни само 2 токени моментално или 1,8 така нешто прилика влегуваат во циркулација. Така да поради ова имаме толку добра намалена циркулација и имаме толку намален total supply. Значи дека овдека не можев нигде да најдам никаков значи погледнете, токен unlocks нема никаков vesting schedule, значи дека истите немаат VCs. Тоа е одлично, ако мене ме прашувате. Значи за Cake само момент. За Cake нема никакви информации, барав и на различни платформи, PancakeSwap. Тоа значи дека за разлика од другите проекти нема vesting schedule, што е многу добро и гледаме дека има директно распределување на овие коини и токени практично на директно во циркулација. Така, тоа е одлично, каде што буквално ги даваат на оние кои што учествуваат во liquidity providing, лотарија и така натаму. Сега, значи, зошто го велам тоа? Погледнете, значи ова е од 29 јули 2024 година, каде што буквално, значи, постојано имаме многу голем burn на количината која што имаме на Pancake токените. Затоа и гледаме дека практично и понатаму се минтаат, но многу мал дел од овие коини влегуваат во циркулација, што значи дека инфлацијата е крајно намалена. Затоа што имаме толку добар burn механизам. Тоа е одлично за овој проект, морам да напоменам. И кога станува збор за значи во однос на сега овдека е повторно токеномија, значи ќе зборуваме за активни девелопери. Значи ако го споредиме PancakeSwap, значи гледаме дека има 14 full-time девелопери и 36 overall на месечно ниво. Значи ако го споредиме тоа да видиме каде се наоѓа во однос на останатите, само момент, значи 14 го става негде доста доле, како што може да видите на оваа листа, но не забравяйте дека самата апликација во оваа ситуација PancakeSwap нема толку потреба од девелопери, затоа што станува збор за нешто што е апликација, значи нема свој блокчейн, нема толку многу работи кои што треба на пример да ги работите на некој начин на оваа апликација, а погледнете, Torchain 18, Uniswap 17, значи дека е сосема вообичаено да се наоѓа негде од 14 до 18 девелопери на овие апликации, кои што гледаме дека и најголемата, која што е Uniswap 17 и втората по големина по market cap Torchain се буквално со прилика иста количина. Така да значи е во топ тир кога станува збор за девелопери и за нели развивање на овој проект. За жал овдека не можев да најдам информации, значи како се сеќавате веќе спомнавме дека ќе пробаме да најдеме и колку скрипти имаат активно нели она контрибуција на GitHub, за да видиме колку се развива овој проект. За жал за PancakeSwap ми го дава, гледате и сами. Значи, но за жал не ми дава да видам што истиот има. Значи едноставно не ми дозволува, значи нема податоци. Тоа е единственото објаснување, затоа што за било кој друг е, на пример да запишеме Cardano, значи ако запишете Cardano и ако направите буквално enter, ви дава веднаш каде се наоѓа Cardano, кое место е, колку има комит, на колку на месечно ниво и така натаму, значи за жал за PancakeSwap ваква информација нема. Тоа не е ништо лошо, повторно не заборавајте, ова не е блокчейн, ова е апликација, така да и не се ни очекува премногу да имаме постојано некои нови скрипти, значи нема ни толку голема потреба од промена, затоа што станува збор за апликација. На крај нормално мораме да провериме за децентрализација во однос на топ 100 најголеми ходлери на Cake, каде што можеме да видиме дека има 4 големи волети на самиот врв, кои што не се, значи освен Binance овој, другите не е специфицирано кои се. Значи дека ова може да биде било кој, се разбираме. Сега овдека мене ако ме прашувате, би било добро ако ова навистина е дел од самата менувачица, затоа што многу често се случува на пример сите staked токени Cake да бидат ставени во еден волет кога станува збор за самата PancakeSwap. Дали е тоа така, не знам, затоа што истите не ставиле име. Значи ако е така, најчесто самата менувачница става име на овие големи менувчаници со цел нели да знаеме дека станува збор за директно самата менувачница. Значи ова е малку лошо, искрено да ви кажам, затоа што ако ова се приватни лица, поседување на 15 или 11% од оваа количина на токени е девастирачко. Значи ако они одлучат да продадат и да ги шипнат сите овие коини наеднаш, рачунајте дека цената во еден момент ќе падне околу 11%, а и повеќе, затоа што како продавате така нели цената постојано се намалува. Така да ова е мал проблем,
ако некој од вас има идеја кои се овие волети и знае каде се, некогаш може да ги најдеме по самата количина. Значи кога ќе видите кои ни има, ако некој на пример знае дека тоталната количина на кейк токени заклучена е 590.000, тогаш голема е логиката дека тоа е новчаникот, но за жал не можев да најдам ништо во однос на овие количини и кои истите ги поседува. Така да ова е еден голем ред флег, но останатото искрено воопште не беше лошо, морам да признаам. Значи станува збор за доста солиден проект. Уште еднаш ќе напоменам, јас исто така во однос на вести веќе спомнавме тоа што го имавме, не е поврзано со кривични судски одлуки или пак процеси, на тоа го проверивме најчесто нели за овие кои што се најпознати на СЕК. Значи воопште не е ниту спомнат, тоа е одлично. Партнерства, гледаме дека сите овие блокчейни кои што функционираат со него му се и во исто време партнер. Ја мислам дека одговоривме се, тоа е тоа прилика. И за крај нормално, значи се наоѓаме на многу битен, би рекол за мене момент, значи само што не сме стигнали на 100.000 гледани часови и 500.000 прегледи. Со тоа што 100.000 гледани часови ќе достигнеме во наредниот ден-два, со оглед на фактот негде околу 200 до 250 часови на ден е гледан мојот канал. Ова е одлично, мене навискрено мислам, мене ми е големо достигнување затоа што луѓето одлучиле дека ќе посветат време и ќе погледнат што имам да кажам, така да за мене тоа е голема работа, затоа што ова не е ниту за американци, не е ниту за било кој друг, туку е за македонците ни светот, а пак ќе кажам за мене нема поголема награда од тоа да можеш да работиш директно за македонскиот народ, значи нешто што ќе остане позади нас. Во меѓувреме знаете сами дека целата оваа работа е бесплатна, ние буквално не наплатуваме ништо за нашата работа. Се што бараме од вас е да ни помогнете да прошириме оваа дејност на што повеќе македонци. Значи препорачете го нашиот канал ако ви се допаѓа, направете шер на нашите содржини, лайк, коментар. Тоа се работи кои што навистина помагаат овие алгоритми да ја споделуваат нашата содржина што повеќе. Сите оние кои што нови погледнете ова видео со цел да видите што се случува, моментално на YouTube ја споделуваме целата наша значи оваа основна плейлиста каде што буквално ги имате најбитните информации, напреден курс за техничка и фундаментална анализа од почетниот до напредниот, така да тоа го споделуваме секој ден на нашите нормално социјални мрежи, за оние кои што се нови. И за крај нормално би ви препорачал да ги заследите нашите социјални мрежи, како и нашите резервни канали, со цел да имате поголема информираност за сето она што се случува како во геополитика, економија, така и во блокчейн секторот, затоа што објавуваме многу информации на овие социјални мрежи. И за крај, како и секогаш, значи буквално ги имаме овие блокчейн адреси ставени поради вас. Значи на ваше барање, луѓето сакаа едноставно некогаш да не честате едно кафе, значи понатаму ќе остане оваа материја да биде бесплатна, но доколку сакате да не честите едно кафе, ние тоа нормално го собираме како на овие блокчейн адреси, така и на мојата апликација, на не мојата, него апликација да купи ми кафе, и сите овие донации потоа ќе бидат донирани на некоја македонска кауза, дали е поединец, дали е организација, останува да видиме, но веќе тоа два пати го направивме до сега, понатаму ќе биде повторно направено кога ќе имаме одредена количина на пари. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео, продолжуваме од утре со Altcoin недела, утре ќе го работиме Алефиум, знам дека има многу луѓе кои што чекаат овој проект да биде уработен на каналот, и да апликацијата, се извинувам, презентацијата за 31 август е веќе завршена. На нашиот канал може да ги најдете сите детални информации кога станува збор за овој евент, значи само да видам каде беше настанот. Значи настанот ќе биде во Прилеп, тоа ќе биде првата македонска криптоконференција која што ќе се одржи на 31 август. Тоа е за само 9 дена од сега, одвој чекам, значи се е спремно, само да дојдеме и да едноставно направиме интересна презентација, да направиме интересна дружба. Значи ќе биде овдека и Филип, кој што ќе разговара после мене, и на крај Крис, кој што ќе разговара за майнинг, значи liquidity майнинг и майнинг генерално, нели зборуваме физички майнинг, така да верувам дека ќе биде доста интересно. Се надевам дека ќе може да присуствувате, значи бесплатно е, се тоа го покриваме јас и Филип, со цел да донесеме малку повеќе едукација во нашата земја. Ви благодарам, се гледаме во Прилеп или се гледаме во утрешното видео. Поздрав од Крипто Гемичи.